Со неполни 30 години, тој е најмладиот претендент за градоначалник на Скопје на предстојните локални избори. Амар Мециновиќ е роден во 1996 година и е кандидат од редовите на Левица. По потекло е чаирчанец. Детството го поминал на улицата Дижонска. Растел во етнички мешана средина, па вели дека има убави спомени од маалската дружба. Не дека немало тепачки и поделби, но преовладувале заедничките игри. Многу голем број на деца се дружевме во Чаир кога јас растев, значи зборам буквално групи од 50-60 деца кои различни групировки кои потоа се собиравме највечер да играме граница. Тоа го памтам како една од најпријатните мемории, затоа што преку ден, например, машките генерално играа фудбал, девојчињата некои други нивни игри и навечер се собиравме, игравме сите граница и тоа беше многу убава меморија од моето детство, затоа што тука нели се собиравме сите, имавме симпатии меѓусебно и така да тоа е многу убава меморија од моето детство. Инаку да се занимавав со фудбал, играв овде на стадионот доле во ФК Балкан, тренирав кикбокс во Партизан кој е сега руиниран и меѓу другото тоа покажува дека децата како изминуваат генерациите се помалку и помалку понуди имаат за исполнето детство. Амар вели дека потекнува од семејство со скромни примања. Средината во која растел придонела рано во младоста да почне да се занимава со политика. Уште како студент на политички науки на правниот факултет при УКИМ, проценил дека левичарската идеологија му е блиска и одлучил да се приклучи на партијата Левица. Имам растено помеѓу деца и помеѓу мои врсници од социјални слоеви кои се при дното на општеството и сум видел како мои другари кои се хиперталентирани, јас до ден денес издвојувам еден многу експлицитен пример. Јас имав другар кој имаше талент за пишување неприкосновен. Значи неприкосновен талент за пишување заради социјалната состојба на неговото семејство тој денеска не се бави со тоа, напротив се бави со работа која е далеку од тоа само заради социјалните услови во кои живеел, така да со тоа што бев опкружен со еден таков круг на луѓе со кои имав комуникација, со тоа дека Скопје е отуѓено потполно од своите граѓани, има наведено на една таква идеологија и Левица ми легне многу природно во целата таа приказна. Амар Мециновиќ релативно брзо напредува во Левица и станува член на президиумот на партијата и портпарол. Од 2022 година е член на Советот на град Скопје, а по парламентарните избори во 2024 година влегува во собранието како пратеник на Левица од втората изборна единица. Сега сте пратеник. Колку се сеќавате на вашите први вработувања, први работни места кои ги имавте? За време на средношколските денови работев било какви физички работи, значи изборам работев на бензинска пумпа, работев како градежен работник, работев како курир, додека во иницијалните години од студиите работев во кол центар, неколку години работев во кол центар, во диспач центар, додека потоа се префрлив и на фриленс работа и во годините помеѓу 22-та и 25-та, 6-та година работев како фриленсер, тоест работев на новинарски текстови кои ги продавав на платформи за фриленсери, семинарски работи кои за странски студенти се нарачуваат преку такви платформи. Мециновиќ е љубител на планинарењето. Вели дека ужива во искачувањето врвови и во планинарски експедиции, каде и го поминува најголемиот дел од слободното време. Па не случајно, неговиот избор на локацијата за снимање беше парк шумата Газибаба. Во моментов живее под кирија во Карпош, но Чаир ми е при срце и секогаш ќе го сакам Чаир, во идеални услови секогаш би го одбрал Чаир, ама реалноста е дека функционално општина Карпош е сега многу поубава општина за живење, затоа што ова општина наша тука ги имаше сите предиспозиции да биде најубава за урбаното живење, бидејќи е на централното градско подрачје, поврзана е убаво инфраструктурно со центарот на градот, ама тоа веќе не е. Вистина условите на живот во Чаир се влошени, така да за жал, поради политиките кои се водат во изминатите 30 години, неверојатно за функционалност би одбрал општина Карпош. Што е она што најмногу му пречи во градот? Мециновиќ вели дека е сублимирано во програмата за Скопје сега. 3 главни точки на кои се фокусира се решенија за јавниот превоз, загадувањето и јавните предпријатија. Ние сметаме дека автобускиот превоз треба да се одбива на 3 оски, тоа е оска север, оска центар и оска југ и сите тие треба да ја хранат главната оска на превоза, тоа е оската исток-запад, тоест од Ѓорче до аеродром.
Најголемиот проект кој ние го предвидуваме, сега ќе пробам да ви го експлицирам во најкратки црти, е еден проект кој би го решил превозот во Скопје за наредните 100 години. Тоа е проект кој навистина изискува пари, ќе влеземе точно и во цифри колку кошта сето тоа, но е потребно да тргнеме во насока на решавање на сообраќајот во Скопје за секога. Што значи тоа? Ние сметаме дека треба да се изгради издигната железница, тоест железница која е суспендирана на носечки столбови, која ќе биде над булеварите и која едноставно на едно друго ниво ќе се одвива, таа би била во должина од 13,2 километри. Која траса? Исток-запад, од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Тоа би било 13,2 километри со 20 станици. Изведувањето на овој проект во најбомбастични цени кои можеме да ги посочиме, во максимални износи кои ние ги имаме пресметувано, за набавка на возови за ваков тип на сообраќај. Тие возови би коштале негде од прилика 60 милиони евра, додека правење на двонасочна железничка инфраструктура во центарот на градот би начинело 460 милиони евра, така да целиот проект е 520 милиони евра. Со решавање на јавниот превоз делумно се решава и загадувањето на градот, но потребна е борба на повеќе фронтови, вели тој. Ние сметаме дека треба да се зајакнат капацитетите на комунална хигиена, да се зајакнат капацитетите на Дрисла. Дрисла е најфункционалното предпријатие во град Скопје. А ние сега имаме дискурс кој оди во насока да го оправда незиното потенцијално приватизирање. Ние сметаме дека Дрисла треба да се осовремени, да се направат капацитети за рециклажа во ингеренциите на самото предпријатие Дрисла, така да во суштина нашиот одговор за дивите депонии е зајакнување на комуналните служби кои треба да ја вршат таа работа, и сметаме дека со еден силен одговор на јавните предпријатија може да се постигнат задоволителни резултати. Третата точка би беа јавните предпријатија. Како ќе го јакнете капацитетот на овие кои се должници за пари? Значи, логиката е многу проста. Јас како градоначалник во првиот иницијален период на мојот мандат, пред се, како прва мерка е тоа дека јас би сакал да имам состаноци со сите вработени на јавните предпријатија, затоа што за нас целата приказна почнува од работниците кои треба да ги извршуваат работите кои се однесуваат на услугите за граѓаните, така да прво треба да се подобрат условите за работа во самите предпријатија. Затоа што тие предпријатија се оставени без услови за работа, немаат механизација, луѓето немаат лопати, немаат просто орудие за функционирање. Нашите возачи возат со ужасни автобуси, тие автобуси немаат делови, нашите возачи и нашите вработени во ЈСП на секои 3 месеци имаат протести затоа што не им доаѓаат плати, како во Флораком, како во ЈСП и како во многу предпријатија. И се додека ние не го ставиме работникот кој треба да ги заврши сите тие работи во фокусот, ние не ни можеме да очекуваме подобри резултати. Мециновиќ во програмата ветува зголемување на капацитетите за водоснабдување, пречистителна станица, изградба на градски базен, саем, лунапарк, формирање јавно предпријатие за општествени станови, како и нова административна зграда на град Скопје. Изборната програма на Мециновиќ може да се отвори на веб страницата на Левица, а во скратена форма активистите ја доставуваат на терен на средби со граѓани. Еве, ако биде Мециновиќ избран за градоначалник, што би му порачале? Да има почесто со граѓаните средба. Макар еднаш месечно да се има посебно закажано тој ден во саата, секој да си каже што има. Да го исчистат градот, што друго, тоа е. Ние тоа гледаме, за другото се е плюс. Тој е умно момче, го видов, изгледа вредно. Што да му порачам, си знае он маките ги знае, да ги решава полека. Бидејќи Левица остана без државни пари поради дупките во изборниот законник, Мециновиќ не може да се рекламира на телевизија, радио и портали. Па главната нетеренска кампања се одвива на социјалните мрежи. Таму очекува да придобие најголем дел од гласачите.